Вооружен напад по Пладнево во Куманово. Од автомобил во движење пукано е врз друг автомобил во кој имало едно лице, кое со потешки повреди итно е префрлено на Скопскиот клинички центар. Како што дознаваме, нападнатиот не е во животна опасност, а имал 4 прострелни рани во пределот на левата рака и десната нога. Нападот се случил пред крстосница на општинската зграда во Куманово, на само 50 на метри од полициската станица. МВР соопшти дека денеска во 13:54 часот на крстосница од улица Димитрije Туцовиќ со улица 11 октомври во Куманово, нападот го извршиле две лица во движење кога од огнено оружје пукале во патничко возило Volkswagen Golf, управувано од 43 годишниот ЗШ од село Слупчане, општина Липково. Според информациите кои се проширија во јавноста, повредениот е Зекирија Шаини, кој е носител на советничката листа на ДУИ во општина Липково. Полицијата трага по сторителите и на расчистување на случајот. Какви зеленчуки и овош ја јадеме е прашање кое од време на време се наметнува во Македонија. Овој пат причина за тоа е најновата неодамнешна забрана од Хрватска за увоз на одредена количина на црвени пиперки од Македонија. Како што соопштуваат од Европскиот систем за безбедност на храната, во пиперките е пронајдено 5 пати повеќе од дозволеното на пестицидот метомил, кој е штетен за луѓето. Алармот за македонскиот државен инспекторат треба да е пуштен на најгласно. Сега е сезоната на црвените пиперки во Македонија. Сега треба да се прават вонредни проверки дали евентуално има и кај нас такви пиперки. Не е добро да се расшири сомнеж во македонските земјоделски производи поради некои поединечни случаи на неодговорни производители. Не е добро и небезбедна храна да стигне на полиците. Таа мора да е отстранета и уништена. На потеки и Агенцијата за храна и ветеринарство. Таа има искуство во ваквите работи, оти и порано се случуваа вакви забрани за извоз на македонски земјоделски производи. Впрочем, построги контроли треба да има и без некаква си забрана од други земји. Реален раст на БДП од 3,1% во 2025 година, од 3% во 2026 и од 3% во 2027 година, се проценките на Светска банка за Македонија. Според нивниот последен извештај, разликата во процентни поени од проекциите во пролетниот извештај за 2025 година е во нагорна линија. Светската банка предвидува економски раст во сите држави од Западен Балкан. Многу дивоградби се распослани низ Скопје, но и во другите градови низ државата. Вчерашната информација дека ќе се рушат дивоизградените објекти на спортскиот аеродром Стенковец охрабруваат дека конечно ќе се застане на патот на незаконските градења. Но скопјани прашуваат дали охрабрувањето ќе има краткотрајно дејствие. Искуството ни вели дека ќе им простат на многуте дивоградби. Бараме овој пат да тргнат потемелно во рушењето и конечно да воведат ред во скопскиот градежен хаос, истакна еден граѓанин на социјалните мрежи. Друг скопјанец потсети на спектакуларната најава од пред 5-6 години за војна против дивоградбите на тогашната влада на Зоран Заев, која почна со рушењето на објектот пред Мавровка, но и заврши само на тоа. Потсети и на дивоградби кои во Чаир и сега стојат недопрени. За да не биде и оваа акција во Стенковец само изолиран случај, треба да се продолжи со активностите низ цела Македонија. Воедно сите кандидати за градоначалници за предстојните избори најавуваат ревизии на урбанистичките планови, но дали ќе ги спроведат кога ќе бидат избрани? Плаќањата во евра кон земјите од единствената област за плаќања во евра, СЕПА, од денеска се со пониски банкарски провизии за граѓаните и компаниите во Македонија. Според гувернерот Трајко Славески, македонските граѓани и компании ќе можат да вршат плаќања во евра на ист начин како и тие во земјите од ЕУ. Според официјално објавените информации, 9 македонски банки се целосно подготвени да извршуваат плаќања во рамките на шемата СЕПА кредит трансфер уште од денес, а останатите 3 банки го финализираат приклучувањето до крајот на првиот квартал во 2026 во роковите утврдени од Народната банка. Клучната придобивка е во провизијата и брзината. За електронски налог од 500 евра, физичките лица во просек ќе платат околу 260 денари, наместо досегашните 1600. Покрај Преспанското езеро, во последно време проблем со водостојот има и Охридското езеро. Нивото на почетокот на овој месец е за 13 сантиметри под вообичаениот просек.
Но последнава недела е дождлива, но како да продолжува намалувањето на нивото на водата на езерото. Ова треба да биде црвен аларм за државните и за локалните власти, за да се најде причината каде се губи водата. Експерти предупредуваат на штетноста од нискиот водостој на Охридското езеро и бараат итно преземање на мерки за решавање на настанатите проблеми. Тие сметаат дека управувањето со испустот на вода од езерото за потребите на ЕСМ треба да биде регулирано од посебно тело кое има сеопфатни сознанија, како и изградба на софистициран регулаторен механизам кој ќе ги следи хидролошките услови во регионот. Државата Илиноис и градот Чикаго ќе го тужат председателот Трамп затоа што распоредува војска која според него треба да воведе ред на тамошните улици. Ова не е прва држава каде се случува ова, оти во последните месеци припадници на национална гарда по негова наредба се веќе присутни во Вашингтон, Мемфис и Портланд, што предизвика различни реакции од јавноста. Трамп тврди дека употребата на федерални сили е неопходна за сузбивање на насилство во градовите, борба против криминалот и поддршка во справувањето со нелегалните доселеници, но од друга страна, неколку демократски гувернери му одат контра и остро се спротивставуваат. Тој сепак планира проширување на оваа акција и во Њу Йорк, Њу Орлеанс, Балтимор и Оукленд. Поддржувачите на Трамп тврдат дека распоредувањето на националната гарда донело брзи резултати, како што е намалување на криминалот и дека е неопходно поради неспособноста на демократите да воспостават ред во своите држави. 30-годишен маж во Тирана го убил 60-годишниот судија Астри Калаја, откако ја изрекол пресудата која не била во негова корист. Потоа ги ранил и таткото и синот кои биле негови противници во спорот. По пукањето сам се предал на судското обезбедување. Инцидентот предизвика шок во јавноста во Албанија и ја отвори дебатата за безбедноста на судиите. Убиецот имал долгогодишен конфликт со семејството на ранетите. Франција влегува во уште подлабока политичка криза откако новоименуваниот премиер Себастиен Лекрон поднесе оставка, 2 дена откако го објави составот на новата влада. Атмосферата во Париз е напната. Јавноста очекува брзо решение од председателот Емануел Макрон, а дел од јавноста бара и негова оставка. Лидерката на крајната десница Марин Ле Пен веднаш побара распуштање на Националното собрание и распишување вонредни избори, оценувајќи дека актуелната власт го изгубила легитимитетот. Незината партија според анкетите моментално има највисока поддршка. Во Европскиот парламент траат разговори околу гласање за недоверба на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Европратеникот Джордан Бардела, лидер на Патриоти за Европа, ја обвини фон дер Лајен за трговско предавање на Европа, истакнувајќи дека договорите со САД се символи на падот на ЕУ под нејзино водство. Мано Нобри од Левица остро ја критикуваше председателката на Европската комисија дека луѓето страдаат поради мерките за штедење, а таа има пари за тенкови, но не и за болници. Според неа, дури 60% од граѓаните на ЕУ сакаат фон дер Лајен да ја напушти комисијата. Во своето обраќање Урсула фон дер Лајен предупреди дека светот во моментов е во опасен момент и го обвини рускиот председател Владимир Путин дека користи дезинформации и внатрешни поделби за да ја ослабне Европската унија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан остро го нападна украинскиот председател Володимир Зеленски, обвинувајќи го дека повторно користи тактика на морална уцена за да изнуди поддршка за влезот на Украина во Европската унија. Орбан изјави дека Унгарија не сака да биде во иста унија со Украина, тврдејќи дека таа не е суверена држава, бидејќи нејзините сметки ги плаќа унијата, нема морална обврска да го поддржи украинското членство во ЕУ. Зеленски возврати дека Украина ќе стане членка на Европската унија со Орбан или без него, нагласувајќи дека тоа е волјата на украинскиот народ. Во египетското одморалиште Шарм ел Шејк заврши првиот дел од преговорите меѓу Израел и палестинското движење Хамас за ослободување на заложници и прекин на огнот во Газа. Делегацијата на Хамас, предводена од Калил Ал-Хеи Захер Џабарин, ги презентираше своите услови и на медијаторите им го предаде списокот на живи и мртви заложници. Се очекува преговорите да траат неколку дена со посредници од САД, Египет, Катар и Турција, а целта е да се постигнат конкретни договори за размена на заложници и повлекување на израелските сили од појасот Газа.
Сирија ги објави прелиминарните резултати од избори за својот нов парламент, кој ќе брои 210 места и ќе доминираат сунитски муслимани, со мощно мало присуство на жени и религиозни малцинства. Од досега избраните 119 пратеници, 6 се жени, а 10 места им припаднаа на етничките и религиските малцинства, вклучувајќи курди, христијани и алавити. Председателот Ахмет Ал-Шара ќе избере преостанатата третина од пратениците, со цел да се надоместат недостатоците во застапеноста на жените и малцинствата. Избори немаше во областите надвор од контрола на владата поради безбедносни и политички причини.